ова издание. Повторно расте бројот на заразени во САД и во светот како последица на делта варијантата. Белата куќа најави донации на вакцини за најпогодените. Индонезија една од нив. Мораториумот за иселување на граѓаните во Калифорнија кои не може да платат кирија продолжен до есенва. А летово во Македонија, какви телефонски сметки добиваат оние што доаѓаат надвор од државата? Во продолжение. Добре дојдовте во Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски во Вашингтон. Јас сум Елена Ѓоргиевска. Државите од Западниот Балкан ги укинаа роуминг услугите од 1 јули. А како тоа веќе се одразува врз стопанството и туризмот? Од колегата Мики Трајковски. Укинувањето од 1 јули на роуминг услугите помеѓу 6 држави од Западен Балкан, Северна Македонија, Србија, Албанија, Црна Гора, Косово и Босна и Херцеговина ќе биде од полза не само за туризмот, туку и за регионалните економии и бизнис секторот. Тоа значи дека ако се наоѓате во некоја од овие држави, повикот кон вашите во земјава, како и SMS пораките ќе се наплаќаат по цени исти како да сте дома. Намалувањето на цените во роумингот е навистина една квалитетна поддршка на целото стопанство во државата, а и посебно и за граѓаните кои што патуваат во овој период од годината. Но некои сметаат дека ова требало да се случи многу порано, затоа што бесплатниот роуминг во Европа постои со години. Публицитетот кој се дава на оваа работа само покажува колку сме дезинтегрирани и назадни како Балкан. Нешто што цел бизнис и цела Европа го ползува како поволност во изминатите 15 години, ние во моментов го доживуваме како револуција. Но Стефановски сепак вели дека ова ќе биде од полза за сите оние кои работат и патуваат во регионот, како и за туристите од Балканот кои се најбројни во Охрид. За Джемаиловски пак бенефит за компаниите, како неговата кои се извозно ориентирани. Тоа е големо олеснување за бизнисмените кои работат во регионот, но и за туристите кои ќе доаѓаат во Балканот и во Република Македонија. Сега останува уште да се укинат граничните премини кои се безмислени, како што и роумингот. Границите постојат само на Балканот. Кој како сака може да го употреби или злоупотреби овој договор, но јас мислам дека ова е многу важен чекор напред во отворање на соработката со стопанствениците од соседните држави. Премиерката на Србија Ана Брнабик од неодамнешниот преспа форум во Охрид рече дека воведувањето на бесплатен роуминг е една од најубавите работи која досега се случила. Една од најлепших ствари кои се се десиле не само данас. Една од најубавите работи која ми се случи во последно време беше она кога слетав на аеродромот во Охрид. Ми стигна порака дека повеќе не се наплаќа роуминг тарифа и дека во целиот овој регион, во сите наши држави, цените се исто како дома. И се сетив дека всушност ние го направивме тоа во рамките на регионалната соработка, а со помош и поддршка на Европската Унија. Следен чекор, како што од Охрид најавија Брнабик и Заев, е ваквата можност да се овозможи и со земјите од Европската Унија. Од Охрид за Гласот на Америка Мики Трајковски. Од вестите во САД, администрацијата на председателот Џо Бајден испраќа 3 милиони дози вакцина на Модерна во Индонезија. Оваа држава се соочува со голем број заразени со COVID-19 поради брзото ширење на делта варијантата. Додека Индонезија се соочува со рекорден број инфицирани починати од COVID-19 поради високо заразната варијанта Делта, владата потврди дека ќе добие 3 милиони дози Модерна од администрацијата на председателот Бајден. This will be the first shipment. Ова ќе биде првата пратка. Ќе има и втора пратка од САД. Ова е дел од учеството на САД во механизмот за споделување вакцини COVAX. Представник на Белата куќа за Гласот на Америка изјави дека ова ќе биде една од најголемите пратки што ги има донирано САД. Вашингтон има издвоено 4 милиони дози за Индонезија, преостанатиот 1 милион ќе биде испратен наскоро. Покрај испраќањето на вакцини работиме на план за зголемување на општата помош за индонезиската борба со COVID-19. И разбираме тешката ситуација во која се наоѓа Индонезија со големиот број заразени. Нашите мисли се со оние кои се погодени.
Само околу 5% од населението во Индонезија е целосно вакцинирано. Џакарта во најголем дел се попира на кинеските вакцини, има набавено 108 милиони дози од Синовак. Откако неколку здравствени работници кои биле целосно вакцинирани со Синовак почина од COVID-19, владата соопшти дека ќе ги искористи вакцините Модерно како дополнителни дози за 1,5 милиони здравствени работници. Vaksinasi ketiga ini Трета доза ќе биде дадена само на здравствените работници, зашто тие се оние кои се изложени на високи нивоа на вирусот секој ден. САД се заложија дека ќе донираат 580 милиони дози на глобално ниво, дел од 1 милиарда дози кои беа ветени од земите членки на Г7. До сега се издвоени 80 милиони дози, околу 50 милиони се испратени. Аналитичарите велат богатите нации мора да поделуваат повеќе дози побрзо. And we know that in places like Southeast Asia, Знаеме дека на места како Југоисточна Азија и Субсахарска Африка, делови од Јужна Америка, потребата е голема. Гледаме како луѓе умираат додека вакцини седат во фрижидерите и на полиците. Мора да мислиме на вистинска мобилизација и на тимови кои би можеле да ги однесат вакцините. Одговарајќи на прашање од Гласот на Америка, дали Белата куќа има планови да донира повеќе вакцини, портпаролката рече дека САД и сега се најголем донатор. Председателот стави јасно до знаење дека ќе продолжиме да надградуваме, да работиме на капацитетите за производство низ светот и во САД. Ќе продолжиме да придонесуваме и кога ќе бидат надминати 1 милиарда дози. Белата куќа соопшти дека испраќа 500.000 дози од вакцината Johnson & Johnson за Молдавија, прва пратка споделена со Европа. Дополнителни 1,5 милиони дози Johnson & Johnson ќе бидат испратени во Непал, а 500.000 дози Модерна во Бутан. А дел од ковид помошта на САД за собствените граѓани, наменета за оние кои што не можат да платат кирија поради што се принудени да се иселуваат, истекува на крајот на овој месец. Само Калифорнија досега одлучи да го продолжи рокот до крајот на септември. Деталите во продолжение. Поради пандемијата на коронавирус, Джейлин Бейли ја изгуби работата, а како последица на тоа не можеше да плати кирија. Таа е една од повеќе од половина милион жители на Калифорнија кои се нашле во иста ситуација. We live every day with uncertainty. Секој ден живееме во несигурност. Многу е тешко да се фокусирате на што било друго. Да спречи масовни иселувања, Калифорнија стави мораториум на иселувањата и има специјална програма да им помогне на граѓаните да платат кирија. Секој што бил погоден од пандемијата, независно дали изгубил работа или му се зголемиле трошоците, може да аплицира за фондови. Елена Поп од мрежата за спречување и иселување им помага на граѓаните да се борат за своите права. Таа е благодарна од сојузната држава го продолжи мораториумот за иселување. Сепак вели дека многу газди се уште се обидуваат да ги иселат кираџиите. Но и газдите се жалат на ситуацијата. Вела дека многу кираџи не поднесуваат апликации за тие да можат да земат помош. Они просто не берут трубку. За да можам да ги земам парите, треба да правам нешто речиси невозможно. Од една страна не можам да ги присилам граѓаните да платат, ниту пак да ги иселам. Од друга страна, за да ги добијам парите, тие мора да поднесат апликација. Собствениците на недвижности велат дека не може да земат заем доколку банките видат дека нивните кираџи не може да платат. Од тие причини многумина не може да го одржат бизнисот, а некои и банкротираат. Друг проблем е што не сите граѓани се квалификувани да земат владина помош. Кираџиите не аплицираат или аплицираат, но нема да се квалификуваат, бидејќи заработуваат многу, а одбиваат да платат кирија. Тоа е голем проблем со кој се соочуваме сега. Мораториумот за иселување во Калифорнија е продолжен до 30 септември годинава. Активистите за домување се загрижани дека ако не се продолжи повторно, илјадници луѓе би останале на улица. Благодарам што не гледавте. Јас ве поздравувам до утре, а во меѓувреме останете да не следите и на социјалните медиуми. Пријатно!